Па добро прашање, затоа што фактички одговорот на прашање е објаснување на континуитетот на лажење на премиерот. Председателот на партијата не зборуваше за мигрантски кампови. Зборуваше, цитирам, за економски работници. Зборуваше за мигранти за пари. И тоа беше многу јасно кажано. Значи, може и Мицкоски, и ВМРО ДПМН, како сака да ги наречат овие луѓе. Дали сака да ги наречат мигранти, азиланти, цитирам, бегалци или економски работници. Суштината е иста. Се менува терминот само колку да се направи манипулација со вистината. Затоа, внимателно треба да го слушаме и да го гледаме Мицкоски не што кажува за мигрантите, туку што не кажува. Сетете се како кажа, кога не демантираше, кога се обиде да не демантира, дека во Македонија нема да има илегални работници и дека во Македонија нема да има бегалски кампови. Точно. Значи, тоа што не го каже дека тие работници ќе работат легално и не кажа дека нема да бидат во бегалски кампови, туку ќе си функционират, ќе се движат насекаде. Да подсетиме. Не СДСМ, туку ВМРО да помена со својот коалициски партнер донесе одлука, односно закон, за странци со кои што се олеснува процедурата да дојдат во нашата држава, да престојуват во нашата држава и да работат во нашата држава. Понатаму. Одлука за отворање на вратите донесе токму ВМРО ДПМН во 26-та година со 10.000 работници. Значи се прави простор за работници од странство, а за жал можевме да видиме дека македонските работници се бркаат од работа и се праќаат дома. Благодарам многу.